Благодарам. Почитувана подпредседателке, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Процедуралната интервенција ја побарав за да ја запознаеме македонската јавност со она што се случува во собранието. И тоа се случува веќе подолг временски период. Имено, пред самиот чин на гласање на овој закон, кој што беше во фаза само на гласање, значи завршена е целокупната дискусија по него и требаше само да се гласа, колегата координатор од Левица побара 1 час пауза, за да можеле да се спремаат за точката за која што ќе била на следната седница. А точката е само за гласање. Што ќе спремаат во тој 1 час не ми е јасно. Освен ако не се продолжена рака на ДУИ за да ги чекаат затоа што се однесува за закон со Бадентер. Бевме обвинувани и не можев да му одговорам и затоа го побарав ова процедурална забелешка, дека седницава била закажена во 16:15 за 17 часот. Епа, колеги од Левица, ќе си седнете во салата и ќе си гледате дали има седници и дали има закони. Пратеничката група на ВМРО ДПМН кога беше опозиција, скоро секојдневно и беа закажувани такви седници, ама на тие седници имаше по 44 пријавени пратеници за дискусија. Затоа ќе си ги засукате ракавчињата и ќе бидете опозиција во собранието, а не на Фејсбук и на другите социјални мрежи. Собранието нема да дозволиме да го кочите, ниту вие, ниту друг од опозицијата, а се она што е во интерес на граѓаните ќе биде изгласано, па макар и со обструкциите кои што ги правите и овие 1 час пауза кои што ги барате скоро на секоја седница. Пратеничката група на ВМРО ДПМН вреди и знам ќе продолжат да работат во интерес на граѓаните, колку и да се трудите да правите обструкции и колку и да одработувате за СДСМ и за ДУИ. Ви благодарам. Ви благодарам, бидејќи дневниот